Во рамки на Светскиот инвестицијски форум во Женева имаше панел за антимикробната резистентност, што представува се повеќе и повеќе еден глобален проблем. Имено заради неконтролираната употреба на антибиотиците, заради неправилниот начин на апликација, се повеќе бактерии се резистентни на антибиотиците кои што во овој момент постојат на пазарот насекаде во светот. Огромен дел од фармацевската индустрија е насочена кон измислување на нови лекови, но за жал тоа не се антибиотици. Се измислуваат нови лекови за хронични болести, иновативни лекови за различни ретки болести, а за жал трендот на нови антибиотици е спласнат пре повеќе од 20 на години. И сега е тоа се поголем и поголем проблем со оглед на тоа што многу антибиотици може да се купат без апсолутно никаква форма на рецепта. Луѓето ги примаат на несоодветен и неконтролиран начин и тоа предизвикува да се ствараат соеви кои што се резистентни на многу антибиотици. Огромен број на смртни случаи во Европа и во Америка се должат токму на ваков тип на бактерија. Околу 20.000 во Соединетите американски држави и 30.000 пациенти годишно умираат заради тоа што не постои лек за одредена форма на некоја бактерија. Затоа сме исправени пред извикот како овој проблем да почнеме да го надминуваме. Во Република Македонија има огромен капацитет да се инвестира во клинички испитувања и затоа разговаравме со представници на неколку големи компании. Имаме експертиза, имаме добро регулиран процес на клинички студии и сметам дека можеме да бидеме дел од многу мултицентрични студии и на тој начин ќе придонесеме во надминување на овој глобален проблем.